Štipski biznismeni pokrenуваат иницијатива за кампања «Работа во стопанството, а не во администрацијата». Ја не се сеќавам кога млади луѓе тражеле работа по конфекциите. Наубаво да се проведе таква кампања, да се афирмират сите индустрија, па и текстилот, дека тука не е излезот. Што повише е базата која ствара нови производи, нов доход поголем, ќе биде за сите подобро. И за пензиските фондови, и за здравствените фондови, и за школството и така натаму. Ако таа база е се помала, надградбата ќе биде тешка. За силно стопанство потребни се три елементи, тврдат стопанствениците: кадар, технологија и плати. Првите два елементи треба да ги реши државата, затоа што ние, меѓу другото, сме у наводници кажано и купувачи на структурата што ја создава високошколската институција. Технологијата, како што кажав, е на 2-3 генерации поназад од денешната технологија во светот. Тука треба да се најдат по-пластични, по-еластични моменти на набавка на тие машини. И кога овие два елемента ќе ги решиме, непосредно, неминовно доаѓа третиот кој што ние треба тоа да го дадеме. Ова иницијатива доаѓа со се полошата статистика во соодносот вработени администрација пензионери. Регионот има 188.000 жители, од нив 50.000 се вработени, 30.000 пензионери и 25.000 невработени. Останатите 80.000 се деца на возраст до 18 години и студенти, кои исто така се натовар на вработените. Но од споменатите 50.000 вработени речиси 15.000 се административци, значи остануваат само 35.000 вработени во реалниот, односно производствениот сектор. Ова значи дека секој вработен во стопанството на грб носи по четворица други. Кога и дали државата воопшто ќе го послуша бизнисот е прашање, исто како и онаа зошто тоа не го сторила досега. Одговорот не е со економска, туку со политичка логика.